Само на кратко сакав да изреагирам, бидејќи вака навидум добра благородна идеја, а во суштина не можам да сватам што е поентата. И сметам дека е многу некоректно вака да настапиме со вакви амандмани за ваква цел. И велиме дека ќе излеземе во пресред на 2600 индивидуални психосоцијални третмани во текот на целата година распределени, дека ќе се овозможи центарот и така натаму, а во суштина со амандманот се бараат само пари. И многу добро знае колешката дека време за реализација за ова нема. И дека оваа дискусија е издржана, и јас можеби ќе ја поддржам, но во друга комисија. Зошто го велиме ова? Бидејќи под услов да ги обезбедиме двојно повеќе средства. Запознаена со постапката дека во овој момент таква социјална услуга во државата не се дава. Даде примери од други држави. Што значи тоа? Дека треба да се отвори законот, па понатаму се направи треба да се направи целата постапка во предметното министерство, па се промени правилникот, да се направат критериумите, па понатаму врз основа на тие критериуми да се распише оглас за лиценцирање на организации кои што во овој момент ги нема, а не може да ги има лиценцирани, бидејќи не постои таква услуга во моментот, па од кој ќе се направат лиценцираните, поделат лиценците и сертификатите, тек тогаш треба да се пушти оглас со кој што ќе знаеме кој ќе го работи тој центар или центри, за да можеме да се дадеме оваа услуга во текот на наредната година. Како што знаете, вака проста динамика, ова веќе втората половина или третиот квартал веќе поминал. И затоа сметам дека можеби дискусијата треба да се отвори, но не ова ниту место, ниту начин, а чисто се сомневам дека би биле и проекциите соодветни, бидејќи немавме ништо укажано на од каде ги влечат потребите за бројот на лица кои што се офатени со оваа програма и ниту пак средствата кои што треба да ги офатиме да ги третираме истите. А станува збор за ранлива категорија која што преходно веќе имавме офатено на соодветен начин преку јавните установи кај што ќе можеме да дадеме услуги како држава и да излеземе во пресред на оваа категорија на граѓани кои што и како се засегнати од ова прашање. Ви благодарам.